се наоѓаме во Мечкоевска куќа Пуже Свети Николе. Јас сум Кралев Трајче, главен и одговорен готвач во ресторанот. Специјално за Балкон 3 денеска одлучивме да го подготвиме специјалитетот на нашата куќа, а тоа е Мечкоевска тава Пуже. За овој специјалитет потребни намирница се 3 вида на месо: свинско, телешко и пилешко, од зеленчук морков, тиква, зелена пиперка, домат, свежи шампињони, макдонос, ловоров лист, малку сенф, кисела павлака, лук и од зачини вегета, сол, црн бибер, зејтин и за на крај црвено вино. Започнуваме со сечење на телешкото месо. Го сечеме на ситни коцки. Свинското месо го сечеме на ист начин како телешкото, на коцки, со иста димензија. Истото го правиме и со пилешкиот стек. Во загрејана тава ставаме масло за јадење. Додека истото се загрева, сецкаме кромит. Земаме неколку чешниња лук, ги сецкаме ситно. Кромидот и лукот ги ставаме во веќе загрејаното масло да се пропржат заедно. Го пржиме додека истиот не омекне и да ја добие потребната боја. Во тавата го ставаме телешкото месо и свинското. Сето заедно се пржи, додека за пилешкото чекаме некој известно време да помине, бидејќи тоа се побрзо приготвува. Додаваме дел од зачините, една лажица вегета, бела сол, и црн бибер. И истото го оставаме да крчка некаде околу половина час, додека ја добие својата потребна мекост. Го ставаме и пилешкото месо. И сите 3 вида на месо ги оставаме да се пржат некое известно време, а додека месото се прже, ние започнуваме со подготовка на зеленчукот. Зеленчукот треба да биде исецкан на фини коцки. На загрејана тава додаваме масло за јадење. Истото се загреве и го додаваме претходно исецканиот зеленчук. Да се пропржи. Зелена пиперка. Свежа тиквичка и мешаме. Ги ставаме свежите шампињони. На вака упражениот зеленчук го додаваме исецканиот домат. Го додаваме доматното пире, малку вода, една лажица вегета, бела сол и црн бибер. Промешуваме и го оставаме да се крчка некаде околу половина час. Веќе испрженото месо го ставивме во тава, на него му додаваме една лажичка сенф. Добро промешуваме. Во меѓувреме гледаме дали зеленчукот е готов. Тој има добиено потребната густина. Соединет и истиот го ставаме во месото. Додаваме макдонос. 2 до 3 ливчиња ловоров лист. 2 до 3 лажици павлака. Истото повторно го мешаме, за да се соедини добро смесата. Од озгора ставаме претходно исечена на парчиња хамбуршка сланина.
На тавата и додаваме црвено вино, околу 250 мл и исто така вода. И ја ставаме во загрејарна рерна на 250 степени да проврие некаде околу 2 часа. После 2 часа добро динстање на тавата, завршуваме со истата, со тоа што посолуваме со рендан кашкавал, кој меѓувреме ќе се стопи. Ставаме 2 до 3 топчи кисела павлака. И декорираме со неколку цвета од морков, пиперка и сол. Едно гранче свеж макдонус. Прекрасно изгледа. Малку подолго време се подготвуваше, ама вредеше што почекаме. Сега е време да пробаме. Какво вино оди со? Јас мислам дека овој специјалитет не може да помине, а да не се напиеме едно добро, квалитетно црвено мечкуевско вино. Да, на здравје. Повелете. На здравје, за многу години. Добар апетит. Добар апетит.